Поради кусок на работници, стопанството влегува во криза. Последните неколку месеци се откажуваат нарачки, зашто нема кој да ги сработи. Ова е евидентно во сите производствени компании, но најмногу во текстилството. По некоја проценка, сигурно 2 до 3.000 вработени во моментот недостасуваат. Континуираниот недостиг на работници неминовно го води стопанството во колапс. Тоа е големиот расчекор помеѓу понудата и препорачката на работна сила на пазарот на труд. Во развиените држави тој расчекор се пресметува секоја година, се калкулираат трошоци колку тоа ја кошта државата. И верувајте, тоа се огромни трошоци во милиарди евра. Кај нас, верувам, и кај нас тоа е многу голем трошок за државата и ни ги зема можностите за идниот развој на нашите компании. Од друга страна, оние што треба да работат се категорични дека работа за нив нема. Не, во Македонија нема работа за младите, бидејќи премногу тие луѓе што се завршиле тоа што се одлучиле да го учат и да го студираат, сватиле дека немаат работа. Тие одлучуваат во различни сфери, во сфери што никој пат не би се интересирале, како можеби некој што има економски факултет, сега автомеханичар, и некој што е студирал филолошки, сега има баш различна струка. Ова секако е така, зашто во моментов приватни и државни фирми во регионот бараат 900 работници, главно продавачи, хигиеничари, шивачи, општи работници и келнери. Од нив најмногу 228 се во Делчево, 197 во Виница, 186 во Штип, 158 во Кочени, 41 во Пробиштип и 22 во Берово. Дека среднистите се најбарани, потврдуваат и од Агенцијата за вработување. Полесно се наоѓа работа, што е нормално со средно стручно образование, бидејќи самото производство во Штип ни бара кадар, значи масовното вработување со средно стручно образование. Помалку се барат високообразовните кадри, пред се во реалниот сектор, во производството. Инаку сликата на поборувачка на работници во регионот драстично се менува. Не толку одамна, Штип беше втор град во државата по слободни работни места, но тие за кратко се пополнија. Една од причините за тоа е и миграцијата од околните градови овде. Потврда за тоа е и поборувачката на работници токму во оние општини од каде најмногу млади се иселија.